Даване, штрајкот е непопуларна мерка, но вработените од Фондот за здравствено осигурување велат дека е неопходна денеска втор ден нема да работат поради стравувањето за можно намалување на платите. На оваа тема разговараме со председателот на синдикатот на Фондот за здравствено осигурување Бранко Аџигогов. Добро утро, иако не знам колку е добро имајќи предвид пред какви предизвици сте исправени изминативе неколку денови. Во текот на вчерашниот ден неколку пати слушнавме во вашите изјави дека не барате ништо посебно, освен платите да останат на нивото на декемвриската. Денеска се очекува седницата на владата, на која што се очекува и оваа тема да биде точка на дневен ред. Има ли некакви најави за позитивен одговор во текот на денов? Немаме никакви најави, како што кажавте, непопуларна мерка. Едноставно, кога си веќе донесен до зид и немаш каде, вработените не им останува ништо друго, освен да штрекуваат. Тоа е за штета не само на институцијава, не само на владата, тоа е на штета највеќе на граѓаните. Но ние, верувате, веќе немаме каде, затоа што покрај сите обиди за разговор, за соочување на нормални факти, за објаснување што значат како се ика платите на вработените, едноставно веќе немаме како и немаме каде. Неколку пати изминатиот период простри информацијата дека можното земање на повисока плата ќе се одрази на платите во јавното здравство, на лековите, па и на капитацијата на матичните лекари. И вчера ја демантиравте оваа информација и замоливте веќе да не се дискутира на оваа тема, бидејќи е неповрзано едното со другото. Апсолутно, значи едноставно факт е, не е тоа фалба, него нашата институција е таква со јавно овластување за да ги собере парите за здравствен придонес од сите вработени, невработени, од пензионери и така натаму, и овие лица тука во оваа институција да ги прераспределат понатаму во целокупниот здравствен систем. Фактот е тоа дека ние сме една од најбогатите, најликвидни институции во Република Македонија. Дополнително не е споредлива институцијата ниту со една друга, затоа што тука е и здравство, тука е финанси, тука е и регулација, тука е и контрола, тука е и IT системи, тука е и целокупно електронско здравство и така натаму. И во изминатиот период, соочувајќи го претходните менаџерски тимови, овој менаџерски тим и управниот одбор и така натаму, во сите споредби со приближно сродни институции и така натаму, се увиде дека навистина ние сме со најниски плати што постојат. Минатата година се донесе одлука за покачување фазно на платите и конечно од кога се завршија тие фази се, комплетната исплатена плата декември месец што ја земавме беше таа што ја земавме. И тоа не е многу висока, ви кажувам, тоа е помеѓу 26 и 22 милиони денари за вработените, основната плата во Фондот за здравствено осигурување, кај што поголем, повеќе од пола ја земаат таа плата, и сега едноставно за да се постигне некаква поента, да се игра на емоции на вработени, на луѓето и така натаму. Платите наши немаат врска со лековите, со здравствените услуги и така, и било што го плаќаме ние во здравството. Напротив, има доволно средства, доволно пари, сега да не ви кажувам со бројки, тоа за нормален народ се несватливи, високи суми, каде што остануваат нераспределени се чуваат во резерва. Никој не вика дека треба се скрати од лековите или од здравствените услуги само за да се исплатат платите. Еве, колку процентуално да му стане на некој јасно, од буџетот на фондот станува збор за 0,19%. 0,19%, толку. Во текот на вчерашниот ден исто така многу се дискутираше за услугите кои што може да се добијат. Се споменаа итните случаи и уште еднаш да ги информираме граѓаните кои случаи се итни, а за кои нема потреба да се доаѓа во фондот денеска. Значи, кога станува збор за дете, што треба да се пријави здравствено осигурување кај родителите и така натаму, значи шалтерите работат за нив, значи тие лица ќе бидат услужени. Кога станува збор за хоспитализирано лице или во непосредна близина треба да се хоспитализира, го нема регулирано здравственото осигурување, за нив работат.
итните лекувања во странство, значи кога станува збор за поднесување барања за животозагрезувачки случаи, тоа апсолутно си функционира и дополнително лекарските комисии во 30 градови каде што се одобрува продолжување на боледувањето или не се одобрува или се кажува треба да се врати на работа човекот и тие функционираат без пречка. Расположението велите е да се оди до крај, односно додека не се добие потврда дека платата ќе остане на ниво на декемвриската. Она што е позитивно, ајде да кажеме, во целата оваа ситуација е што вообичаено во вакви случаи мислењата се поделени, но вие добивте низмерна поддршка и од сите синдикати на здравството, и од лекарите во државното и приватното здравство, но и од граѓаните. Апсолутно. Секој му е јасно дека кога може да се случи во толкава институција, со толкав буџет, да се размислува воопшто да се крати на платата. Тоест, да се даде па да се земе, тогаш автоматски секој се грижи за својот опстанок понатаму, затоа што ако можат да се чепнат во платите, а се гледа дека по сите параметри е највисокиот буџет до сега во Република Македонија, од независност до сега го има Фондот за здравство, се плашат, самите се плашат дека може они да бидат следни на удар. Штрајкот е своевиден притисок до институциите кои што се надеваме треба да донесат брз одговор на оваа тема, што доколку го немаме наскоро. Значи вработените веќе немаат каде, вработените се тотално изреволтирани. Едноставно по секоја цена сакаат да си го задржат тоа што го добиле, не бараат повеќе, значи сега ние не разговараме за дополнително зголемување на плати, ништо, туку едноставно последната регуларна плата што сме земале, тоа е основна плата. За разлика од други институции, ние немаме никакви додатоци на плата, немаме дополнување на плати и тоа. Затоа кога се прават споредбите, ние секогаш апелираме кога ги разгледувате платите воопшто во јавниот сектор. Значи, ние збориме за основната плата. Кај нас нема дополнително 15-20% за успешност и така натаму. Кај нас едноставно е основна плата. Таква е и тоа е. Ја следиме ситуацијата и се надеваме на брзо решение во интереси на вработените, но и на граѓаните кои што имаат потреба од вашите услуги. Благодарам. Благодарам и на вас. Потсетувам уште еднаш, вработените во Фондот за здравствено осигурување и денеска нема да работат. Очекуваме денеска да ја проследиме и седницата на владата, па оваа тема да видиме дали ќе биде точка на дневен ред, бидејќи претходно се поднесе барање за истото. Барањата неколку пати ги слушнавме, вредноста на бодот да остане иста, дали ќе биде така, следиме секако. Ване?